Здраво, живо! Ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Панче. Здраво, здраво. Како си? Супер. Супер. Емисиите тргнаа месецов полн со гости. Само гости имаме. Добри домаќини, да. супер гости. Така да и вечер или денеска имаме еден дел од еден прекрасен бенд. Дечките се добри и дечките не само што тука ќе ни бидат гости, ами ќе ни бидат гости и на 15.2. Свети Трифун во Дизелдорф, во организација на Македонско сонце од Дизелдорф. А тоа е Марина. Андреј од ДНК. Здраво, Андреј. Или што би лекле други, Андреј од Дебар, бидејќи сум од таму по потекло. Така. Добро вечер, како сте добри? Супер сме ние. Одлични. Фала многу што ја прифати поканата. Со цело срце баш ми е мило што сум дел од вашиот подкаст. Во овие доцни часови, да се слушнеме вака, да се осознаеме од прилика кој сме, што сме, како сме. Така е. Панчо е, значи еден Панче ни е тука. Панчо е оправдано одсутен. Ама двајцата ќе ве видиме, како што рече Панче, и ќе ве слушнеме на 15 февруари во Така. во Хилтен, да. Јас ќе ве видам. Панче оправдано е одсутен. Кажавме во минатите епизоди, ама Да. тоа е. Ке има сигурно Па други он прилики. почесто за разлика мимо ДНК он и како единка пушта музика како диџеј на секаде низ земјава кај нас. Така да добро е што сме двајца, кога не можеме двајцата, има правиме распоред кој како каде треба да се појави, среќа што сме двајца, така да тоа е малце олеснителна околност, стварно е оправдано одсутен. И еве јас сум малце по слободен за разлика од него, па можам да бидам присутен на повеќе интервјуа и така. Супер. Андреј од Дебар, како стигна до Скопје, како се запознавте со Панчо за твоите почетоци? Со автобус стигнав од Дебар зимно време, така решивме, мајка ми е од Скопје, татко ми е дебарчанец по потекло. Јас до 6-то одделение живеев во Дебар и ми е многу мило што растев во една таква убава средина, каде што немаше разлики. Бевме многу убаво друштво, македонци, роми, торбеши, турци, албанци. И мајка ми запна едно време, па можда и подобро што запна, среќа што тој период расте во Дебар, малце се изгради веќе како личност. Оние основни карактеристики што треба да ги поседува секој еден нормален човек, мислам дека ги зачнав таму. И како дојдов во Скопје, тука почнав да учам, да осознавам други работи. Овдека во цел свет така, секој поголем град, метропола, да кажам, нуди повеќе можности. Ете се впуштив во музиката, имав уште од дете афинитети, сакав многу да слушам музика, татко ми слушаше во Дебар како архитекта, да кажам, со рапитографите проектираше, немаше кога денеска и компјутери, и доека проектираше згради и куќи, слушаше добра квалитетна музика, среќа што растев околу него во Дебар. И се запишав овде со едно музичко и постепено, значи, учев, да кажам, со една блиска пријателка наша на моја и на Панчо, па она не запозна. Па потоа се запознав со Врчак, тука ги направивме, да кажем, поголемите хитови на почетокот, Полна месечина, Пази се од мене, Навлече на ТВ, тоа го крие, настапи на фестивали како Макфест и почна кариерата, тргна во таа насока и немаше враќање назад. Да. Супер. Сите тие хитови од моја младост, онака скроз музика од мојата младост, затоа до сега не сум ве слушнала во живо. Јас сум тука 18 години скоро. Мислам, добро, вие колку повеќе од 20 години сте некако... Па ние официјално пред некоја година го правевме 20 години од ДНК во арената Борис Трајковски тука. Да, така беше. Искрено бевме изненадени, беше преполна арената, имаше 10.000 луѓе, се изненадивме колку народ дојде. Тоа е веројатно заради
стилот на песните што ги правиме. Ние имаме песни кои што се и за помлади и за постари луѓе и баш тоа беше отслика во салата дека имаше и многу млади и многу постари луѓе, така да тоа ни е мило што нашата музика допира различни да кажам старосни граници од доста помлади до доста постари луѓе. А инаку сме вкупно сме официјално заедно 90 негде и 8-9 година, значи 20 вкупно 25-6 години сигурно, да. Како се познаваме, говорам, а инаку професионално над 22-3 години сигурно, да. Да, доста време. Да, баш доста време. Ја ќе бидам искрен, ја ве нема вас на радарот, доека така Мари рече ДНК, чекай да просрам и после тоа има вслушнато ова со Наум Петревски со Да, живот е брате, да. Живот е брате, викам. Кои биле. Добро, да, ти си тука многу ти си по на 30 години. Јас сум веќе 30 години тука, 30 кузор години сум тука, така да ако сум се осеќам млад, меѓутоа веќе сум трнат во Па изгледаш вака, изгледаш доста убаво и младо вака. Не е дека си стар, да. Се држам. Да. Се држам потоа што ме држат ќерка, сопругата и ќерките ме држат. Па и треба си ги чувал ти до сега треба да ти вратат и они тебе, да те чуваат и они тебе. Точно. Што ми е интересно целава приказка, како дојдовте на идејата, мислам дека во едно интервју имаш кажано дека името баш многу не ти се бендисуело, ама со текот на времето сепак си се идентифицирал на некој. Од и ДНК знаеме, ние добро, јас сум завршил факултет, дезоксирибонуклеинска киселина, главна е за гените, и таа работа викам, окей, ваа работа се оди према генот, према носителите на вакво е потомството и такви работи, викам, имаат нешто со тоа. Па искрено, сосема спонтано го обмисливме името, инаку како што кажа, пред 23-4 години во просториите каде што Александар Ристовски принц е од нашите најеминентни, да кажам, текстописци во земјава за забавната музика, го смислувавме името и така на бафтана, да кажам, дававме као идеи. Идејка ни се засвиѓа најмногу ради тоа што од сите сакаме прво да ја скратем име, не ќевме некој долго, а кој ќе земете у предвид дека, еве да речеме и Панчо Владимир имал од секојаш афинитети спрема музика, имало нешто веројатно во неговата ДНК, ја исто од Западна Македонија, нели, на некој начин западниот дел од нашава земја ги е отслика на оние да кажам сега, да не ме сватат погрешно, цела земја ни е убава, меѓутоа западниот дел, нели, е таму е народната носија, не знам, старите македонски народни песни, сложените ритмови се претежно од западниот дел на Македонија. Таму се оние, да кажам, Кирил Манчевски, Александар Сариевски, и некако као ДНК и мене ми се засвиѓа дека, нели, моите гени се од западниот дел на Македонија. И искочи не сакајќи на бафтана, ама некако се залепи ДНК за нас како профил, како име, и еве после 23-4 години веќе можем да кажем името е институција во нашава земја, што ни е многу мило. И доказа тоа ете и да кажем соработката со Наум Петревски, кој што исто, нели, од Деварон Струга. Така да тука сме негде, у близина. Да. Не сум размислувала за ова, за ДНК е ДНК, онака не сум. Да. Шува прашање, Панче, не ми текла да прашам за ова. ДНК, нели вие сега бројки немам малце, вој пат бројки немам, имам ваква хемија. Да. Обично јас си мислам нели ДНК двајца, Панчо и Андреј, ама сега кога зборевме со Андријана минатата епизода, нешто спомна бендот на ДНК, а сега гледам и во новиот спот од созволената песна нешто соработка со Лазар Светковски, се надевам. Така, тоа ме изненади малку, тоа би се стандард бенд што ви цело време работи со вас или си се менува? Да, вака, овој пат решивме, значи доаѓаме со нашиот бенд кој што исто ќе ги свири песните сите на Андријана Јанеска, да не одиме нели нормално 25 души да зима и она бенд и нашиот бенд ги скоцка, ги навежба незините песни и одиме со нашиот бенд. А инаку бендот кој што ни свири по сите клубови, по сите концерти овдека, тоа си е нашиот стандарден бенд со кој што имаме
минимум 10 години соработка, тој ни е бендот. А инаку Лазар Светковски е човекот кој што ја прави можем да кажем вака, да не звучам нескромно, можеби 80-90% од македонската музика, забавна музика и низ бившиве простори, и соработувал со големи имиња, не знам како да речеме, Завко Чолич, као Желјко Јоксимовиќ, као еден куп се, да не нагаѓам, да не утнам, меѓутоа среќа, ние имавме среќа да си го знаеме преку Владко Лозановски, минативе 15 на години, така се здруживме. Бевме блиски со Владко, па Владко дојде кај нас во продукција. Во тоа време, пред 15 на години, бевме во продукцијата ние, ДНК, Врчак, Владко Лозановски и Лазар Светковски. Роберт Бибилов, Тамара во тоа време, и останавме блиски како што како што течеше времево. Лазар Светковски, можем да кажем, стана еден од битните фактори во македонската забавна музика, затоа што многу скромно, многу фино момче од Тетово, кое што фати еден убав нов терк у македонскава забавна музика, што и фалеше на земја, според мене, и сега во моментов е еден од најдобрите и ги прави најголемите македонски забавни хитови, а ние имаме среќа да го имаме, дека си е наш, што го знаеме толку време, така да едноставно е со него функционираме. Сите овие години не сме имали утка, горе доле сите песни ни се добри, ни се добро прифатени од публиката. Така да веќе ги слушнете кога ќе дојдеме во Германија, мислам дека голем дел од песните сите веќе ги знаат македонската публика што ни е таму. Така да ќе ги пееме заедно сите, да. Супер. Новата песна исто е многу добра, многу ми се допадна. Фала. Ќе постираме линк исто да ја слушнат, дали така ја пеете или е птене нова и не е извежбана за концертот? Па не, ние сакале неќеле веќе ги имаме извежбано у студио, ние се надеваме публиката дека овие наредниве недела дена ќе ја извежба, па барем рефренот ќе го испееме сите заедно, да. Баш ми е мило што ќе дојдеме, прв пат ќе бидеме таму, ја верувам дека ќе биде добра забава. Ние сме, она што треба да го очекувате од нас е дека не треба ништо посебно да очекувате. Ние сме нормални, скромни, приземни момци. Сакаме да сме дел од луѓето, не сме биле, никогаш не сме се доживувале дека сме нешто над некого. Напротив, како што кажав, јас сум, Панчо е растен на улица во аеродром, јас сум растен на улица во Девар, не гледаме никого под нас, никого над нас, секого гледаме или е човек или е не човек, така ги делиме луѓето, и мислам дека тоа е една исто од работите кои што не отсликува какви сме како бенд, не само ради музиката, него и ради тоа какви сме како луѓе, така да се надевам дека ќе го увидите тоа таму. Ние ќе се потрудиме да даеме се од нас, да направиме добра забава заедно со Андријана Енеска, едва и чекаме да доеме да ве видиме. И така. Супер. И ние да чекаме, инаку да знаете дека сте во одлични раце со Македонско сонце Дизелдорф. Наши пријатели и големи професионалци. Сигурно ќе се погрижат се да биде под конец. Сигурно. Ако гледа и да не биде нешто под конец, ние ќе го исправиме. Не мора од ваша страна, ние ќе се потрудиме све што треба да направиме за да е све под конец, така да. Па, бога ми, стварно долга кариера и баш сега нешто видов дека во 2024 сте имале 64 концерти и свирки. Да, минатата година, 64. Браво, Лазо, вие, стварно. Видете, све тоа е... Скоро секоја недела по една. Скоро секоја недела, си мислам, толку нема ми скочено. Најмалце. И плюс. Знаете како, да, ништо од тоа не е форсирано. Значи, ние овде како луѓето не викале, ако не доаѓале на нашите свирки, на нашите настапи, немало да има толку концерти, да биле тие концерти и дискотеки полни. Веројатно, она што го правиме како музика и како забава им се допаѓа на луѓето и сакаат да не посетуваат, и сме биле барани. Никогаш ништо со сила не сме правиле, не сме се форсирале со сила, не сме се нуделе со сила, не сме се буткале со сила нигде. Така да све било природно и дури бевме чудо невидени кога на крајот од годината изброивме колку настапи сме имале.
она не ни се веруваше дури. Да. Така да, баш ни е мило што ета на голем дел од тие свирки и на голем дел од тие луѓе сме им направиле у текот на годината да се чувствуваат убаво, да се забавуваат, да се журкаат. Знаете како има не знаеме како е да живеете таму, ама знаеме овде како е да биеш секој ден. И им фали доста на нашиот народ, им фали доста забава, доста журка, малце да избегаат од она, да кажем, секојдневиот, она сивило што голем дел од нашиот народ овде знае да го доживее. И ни е мило што тоа сивило знаеме малце да им го направиме порозево тоа секојдневие, со забава, со журка, да ги трнеме од мислите, од проблемите, и ни е мило ако нешто сме постигнале со тоа, и ете самата бројка кажува чим не викале, значи нешто сме направиле. Така да, супер. Благодарни сме со цело срце на сите тие луѓе што ни дошле на тие концерти. Да. Ние можеме само да кажеме дека секој тука што дошол од, да речем, од музичката проминенција. Сега, еве, например, имавме Каролина тука, имавме Некста, имавме... Да. Сите се презадоволни. И Наопетревски, Зоица Лазова, сите се презадоволни од односот на публиката, значи од она, да речем, она желба да се слушне, да се види, и кој што реков ја во емисиите со гостите, фактички публиката или луѓето се желни тука за таков момент, малце да се опуштиш, да се вратиш или да се за момент да бидеш дел, да речем, од да се осеќаш како у Македонија, да речем. Едноставно. Како да си тука, да. Да си тука. И тоа и со Марина го зборувавме дека оваа публика или овие луѓе тука се желни. Јас кажувам, јас сум веќе 30 години тука, се сеќам на времето кога во Франкфурт идеа Лепа Брена, овој рече го Бајага ги носе, така, да. Тогаш полневме, ја на Марина и кажав, тогаш полневме ваква сала каква што ќе бидете сега вие гости, кај што ќе бидете гости, југославици, Срби, Хрвати, Босанци, Македонци, понекој словенец се заборавеше, ќе се загубеше таму у гужвата, ами така имаше, а сега е на таква хала, например, ја полнат само македонци. Значи, што е за поздравување. Да, значи, Апсолутно, и затоа велиме дека стварно оваа сцена или овој подиум има место за секого кој што сака да дојде, да се презентира, да дојде, да испее, да запее, и дека луѓето ќе бидат секогаш на тие концерти. Баш ми е мило што ова што говорите, тоа значи дека еве и со текот на времето помладите генерации вака да ја више се ставам исто, ние сме у постарите, не сме веќе толку млади, што младите генерации имаат допир со моменталната ситуација во нашата земја, што се случува со музиката. И веројатно од она што го слушаат, ете како што ги наброивте нашите драги колеги, Next Time, Каролина, има место под ова наше македонско сонце за сите артисти, нема зашто да така да има онакви омрази, да има препукавања, едноставно има место за секој да се докаже креативно. Ние никогаш не сме едноставно сме си ја гледале нашата патека, нашата цел да си направиме оно што ни е наскејф на душата као песна, да го пуштиме, и ни е мило што народот тоа го препознало и го допрело. Така да има место за сите. Мило ми е што младите таму тоа го гледаат. Денеска е многу полесно со овие социјални мрежи да имаш побрзо да имаш представа, допирни точки што она што се случува во земјата од која што си дошол, што се случува, веројатно истото го доживуваат и од Австралија, од целата диаспора. И едва чекаме да дојдеме таму и да ја верувам дека ќе направиме стварно една епска вечер, уникатна вечер. И што е најбитно све, што ми е мене исто така многу битно, ќе пробам некое германско пиво плюс, така, нели? Да, обавезно. Да, има. И вие супер ги си поминете сигурно. Да, тоа исто со Панче често го збориме, диаспора секогаш е желна со забава и многу ни се допаѓа што се повеќе забавна музика и забавни артисти се носат.
Тоа не Да, беше многу тоа битно, време, да. да. И ќе приметите и вие сигурно веќе и публиката е размешана, не е само така што викаш онака повозрасни, туку стварно има и Така, млади и ги така. знаат, ги пеат песните. Супер ќе биде. Да, зборевме со Наум, ни кажуваше баш, ние сме Да. многу блиски, ние си го викаме Мгм. тате, да се малце можеби е навидум чудна спојката, нели, ние ДНК, двајца ниски ќелјави, он висок, голем, крупен народњак. Меѓутоа сме многу блиски, многу се сакаме, многу се цениме, Да. он е еден редок примерок на човек, прво каков е како човек, друго каков е као вокал, нешто што земјава едно е најдобрите вокали у земјава што ги Да, имала за народните води. дефинитивно. Е многу нормален, скромен и така, баш ни даваше, ни каже импресија таму, вика како сме си поминале, многу публика, многу луѓе, Да. убава храна, нормално и он си е као мене, уствари јас сум на него по пивото, вика какви пива имаше тоа да се чудиш. Да, супер беше на Наум, стварно Да. со Панча зборевме, си играше едно време, нели нормално Оро си игра и на неговата Така, музика, си играше Оро во 5 реда, дека немаше место. А тоа нема Тоа бегање, беше ние ќе се супер, фатиме да. сигурно на некој Оро, Нема да. проблем, да, Да. за Оро секогаш. Сте биле вака во Германија на некој настап? Не ми текнува мене, ама може приватно некако ве ангажирале? Па не, приватно сме биле неколку пати. Јас имам и роднини, имам во Дортмунд, они ми се најавија ќе дојдат сигурно од Дизелдорф. Инаку 2-3 пати сум бил, меѓутоа не сум бил на настан. Сме биле во Швајцарија 5-6 пати, сме биле во Италија. Бевме во Америка, имавме концерти некои, нели кај нашите таму. Меѓутоа ова ни е прво искуство во Германија и прв настан и едва и чекаме да доеме. Нели прво заради нашите, а второ ради пивата. Нели Германија е позната нормално. по пивата и по добрата забава, да. Така да едва чекаме, веруваме дека ќе биде добро, дека ќе има, се надевам дека има голем интерес. Заедно со Андријана, Андријана ни е другарка, мене ми е многу добра другарка од средно музичко, заедно учевме, ја бев Б клас, она беше А клас, средно музичко. И се знаеме 100 години што се вика, значи многу фина, скромна, нормална девојка, пее пар екселанс, значи пее, растура како пее. Да. И е страшна другарка, така да баш сме добра комбинација ние и она, мислам дека Да. А веќе имате дека е настапувано одлично. заедно во Скопје со Андријана или? Како не, да, многу мал Сега милион многу. настапи сме имале, да, бевме и у Швајцарија, мислам, бевме заедно. Овдека сме имале доста настапи, овдека сме имале доста настапи, заради тоа што прво е, знаете како, и овдека секој со секој лесно знае да се кликне, се гледа одма со кого ти оди муавето, со кого имаш сличен начин на размислување, каков си као профил, и она исто нормална, скромна девојка, нема човек онака да не ја застане со него да направи муавет. Така да, тоа е нешто што многу ни се допаѓа кај неа. А е страшен музичар, страшен артист е. Значи, посебно она се тепа се бори за она за ептен македонштината, за правото македонско. Она на нејзин начин и е на наш начин и тоа е она спојката што не прави интересни, што луѓето ќе ја видат таму од нас, така да и тука сме иста возраст, сме, нели, иста генерација. Да. Така да тоа е, едва чекаме да дојдеме и да се малце по журкаме, да прошетаме, да ве видиме таму нормално. Да видиме пријатели, роднини и така. Како видат подготовките? Адријана ни кажа дека веќе ќе имате закажано проби, дека малце ќе потренирате, ќе да бидете во да речем во кондиција, не само за пивото, ами да. Па за пивото мене не ми треба кондиција за пивото, више имам набилдано, тоа нема мрдање тука. Вие спремите се таму што пиво ќе понудите, иначе за кондицијата не е проблем. Да, имате добро пиво, да. Така, а инаку што е до музиката, видете, ние ќе имаме неколку проби сигурно, меѓутоа и онака имаме, многу често имаме евенти, настапи, така да нема нешто многу на тие проби да
менуваме веќе искуството ни е набило на толку години наназад, толку настапи, концерти, исто и она многу малку ни треба за да се уходаме одма што треба да направиме таму. Ние прво не многу размислуваме, даваме се од срце. Ти скочиме на сцена, ќе го осетите, ќе го видите. Такви сме нормални, едва чекаме да ве видиме да има една синергија помеѓу нас и публиката, значи ја анимираме публиката на секое можно ниво. Знаеме се спуштиме меѓу луѓето, да направиме добра забава, да се пошалиме малце, дури на наша сметка, нели нормално. Песните си ги знаеме, она што нас не ни треба проба, вас ви треба повеќе проба, треба да ги научите песните. Да, јас си ги слушам сегаш пред да одам на некој концерт, си ги повторувам на Spotify, во последно време on repeat е ДНК, јас идам спремна. Ќе пеам и за Баш ми е Панчо. мило. Готово, учи ги текстовите. Може и ќе пееш некоја песна со нас на сцена. Да. Нема проблем, јас едно пиво ќе се направи. А Панче таман како Панчо исто се вика, он може и ќе испее исто нешто место него на сцена, така да. Матре, ја морам да признам, кога слушнав Панчо, викам лели именјак ми е. Да. Ама не е Панчо, ти си Тоа читам Владимир Блажев. Владимир. Да. Викам од кај сме на сега Панчо? Па не знам, он како дете е она Панчо Вила, знаеш, Панчо Вила. Панчо Вила или имаше порано Санчо Панчо. Санчо Панчо имаше порано. Мексички како беше тоа Панчо Вила. Така некако го завикале. Имаше мексиканци, Панчо Вила, точно. Така и него така го завика и така му останал прекарот. Мене ме вика Крос. Мислам дека на албански значи ќелјав од Дебар кога дојдов, ама среќа не ми остана тој прекар. И така останавме Панчо и Андре, ДНК, така да не сте именјаци, не се секире, он е Панчо, ти си Панче, да. Јас сва среќа викам еден именјак познат, викам. Да. Владимир, на прекарот сме именјаци. На прекарот сме именјаци. На прекарот сме именјаци. Сега ми текно ствари, има во Гизен повеќе луѓе од Дебар. Не знам дали знаат за концертов, мора да ги известам да бидат и они таму, да. Треба, да. Има доста од Западна Македонија таму луѓе. Нормално, знаеш како, и јас исто како тие многу луѓе што барале чаре и си барале подобро утро, исто и ние сме се од Дебар дошле овде. Нека Дебар не е убав, меѓутоа знаете како, мала земја, мало место, мало градче. Да, така е. Бараш чаре да се снајдеш и едноставно ја сосема случајно со музиката, сум имал среќа да се запознам со Панчо, со Врчак, да направиме продукција, да направиме добри песни, хитови и уште денес мислам дека тие хитови од времето оние навлече на тебе, пази се од мене, полна месечина. И денес се уште после 22-3 години хитови што ни е многу драго. Значи стварно нешто искрено сме направиле. Не сме верувале ни еден момент дека ќе стигнеме до овој стадиум. Врчак го спомна. Приметувам дека и таму и на баш и во коментарите под новата песна и вака и на од време на време ќе прочитам некој коментар кога пак соработка со него или кога пак песна со него. И и супер би било тоа. Така да имате ли нешто или општо дали некои нови соработки имате планирано? Да, дефинитивно имаме нареднава година, односно оваа година што тече, имаме доста проекти, имаме неколку соработки со, да не откриваме, со наши артисти, некои помлади, некои постари, исто еминентни музички имиња во нашава земја, а некои дефинитивно со Врчак нешто сигурно ќе направиме заедно, затоа што оние можеби едни од најбитните печати што во нашава кариера на почетоците ги имаме оставено биле со него. Знаеш, дури едно време бевме као тројка, не бевме двојка. Да, ДНК. И дефинитивно ќе направиме нешто. Ние сме многу блиски, си се гледаме, често се дружиме. Сигурно ќе има нешто, ќе има и нови хитови. Кон крајот на годинава планираме еден интересен проект во Македонската филхармонија. Ќе ви известиме за тоа. Ако сте тука, некој од вас да може да дојдат. Добро. Да, и работиме континуирано, едноставно. И највише од се работиме ради тоа што луѓето не прифаќаат, инаку до сега би се откажале сигурно многу пати на луѓето не прифатиле вака како што не прифаќаат, да. Да, така е. Стои ДНК, не стои.
Да. Да. На Ги Инстаграм спомна... кажи. Ајде Марина, ајде. Дамите имат време. Ова во мој интерес да ти прашам, на Инстаграм Ајде. видов имате често агенда за некој месец каде свирите. Да. Дали знаеш во април што ќе правите? Дека тогаш ќе бидам во Македонија, па може Чекај сега, да ве начекам. одма ќе ти кажам што има за април, сега за сега. Се слушаме така, се слушаме. Да. Само секунд, во април имаме на 5-4 имаме во Тетово, на 24 имаме во Охрид, на 25 имаме во Скопје, да и потоа на 5 мај имаме исто во Скопје една журка, така да ако си тука ти ќе ни пишеш и нема никаков проблем, Супер. доаѓаш со нас. Те зимаме со нас, да. А и Нема тебе, проблем Панче, значи, да. ако си тука, доаѓаш со нас. Ја у мај. У мај, па супер, ти кажи за у мај, ќе ти кажем одма која ни е ваквото агенда. Браво, да. профи. Може на 20 април, да, тогаш мислам дека би била, тоа Великден е тогаш, така? Па да. Да. Тој период е, ќе дојдеш и ни пишеш, Супер, фала. ќе дојдеме сега у сабота, ќе се договориме се што треба за... Така е. Марина ќе се реди за мене. Андреј, ми интересира вака нешто околу, ги спомна песните што ги имавте, или песните или вашиот репертоар и музички репертоар. Песните ви се, да речем, емотивни, се зборува за љубовта, за разделби, за ова зона. Понекогаш се прашував, па да речем, веќе ве скенирав, значи послушав некои песнички, така ме бендиса, покрај таа што мој брат, ама овие другиве песни, па и последнава што вие, да речем, денешнава фала, сепак да. зборуваат дали се инспирирани или дали се од некои, да речем, ваши доживувања, се оставивме, раскинавме, се влюбивме, мислам, тоа ми би интересирало. Прибидејќи така, значи, вие сте ми, да речем, првиот бенд што ми паднал во очи, што така некако не ја фаќа публиката на таа друга, да речем, емоционална, ами зборуваме за стварно за љубовта, за емоции, за љубовни емоции едноставно. Па, искрено, Панче, еве ќе ти кажам, ние прво сите сме ги имале тие искуства во животот, да бидеме нели разочарани од љубовта, да бидеме... Абсолютно. За тоа беше интересно, тоа викам, окей, значи има тука нешто што сепак го преточувате во таа музика, да речем. Да, и дефинитивно е. Да се препознава. Да, дефинитивно скоро сите песни се напишани врз база на некои приватни случаи. Панчо е текстописецот, поголемиот дел од песните, јас сум малце, да кажам вака, искрено човекот у позадина. Лазар и Панчо ги прават песните и јас кој ќе отидам на готово студио, прво гледам, одма осеќам што направили и знам дека е искрено направено, нема тука лага во пристапот во кој што они ги прават песните. Веројатно тоа и е формулата за тоа зашто луѓето уствари ги прифаќаат песните, чувствуваат дека искрено испеано, искрено се напишани текстовите. Ние многу често знаеме и на настапи да кажем и дел пред некоја песна, зашто е, како е дојдено до таа песна, како е настаната таа песна. Да едноставно кратка, да кажем, краток опис да дадеме на тоа како е стигнато до таа песна. Скоро сите песни, значи Авион, да речеме, да кажеме, што сака нека биде срце, сите тие песни се напишани искрено и се инспирирани од вистински случаи, од вистински наши животни искуства со девојки. Имаме теми, социјални теми, имаме теми не само за девојки, имаме текстови инспирирани од пријатели, од фамилија, уште еден ден има една песна која што е напишана од Панчо за неговата мајка. Така да користиме не намерно, тоа не тера така да функционираме, затоа што тие теми се најискрени, сите ги имаме доживеано. Секој може да се најде, на секој му се случило нешто од темите у текстовите што ги опишуваме. И тоа е и се осеќа низ призмата на пеењето, ако
види, ако испееш нешто вештачки, одма се чувствува тоа, дека не го пееш од срце. Ако го испееш со цело филешето е срце, жарно. па да, види, ние доброто, уште една работа, уврска со која сме веќе кај жанровите, ние доброто е што сме малце различни како профили, различна музика слушаме ја и Панчо, и затоа немаме проблем жанровски да се адаптираме на повеќе стилови, да речеме, не знам, ако земете еве што сака нека биде рок, ако земете, не знам, пола човек е блуз, не знам, рок, по блуз, ако земете, ако утреме нема е така, е ептен народна песна, е утепа, мислам, допре до све поше испеано со цело срце, чаршија, полна месечина, поп песна. Значи, сакам да кажем, имаме различни жанровски, стилски песни, што и можеби тоа е и не сакајќи како сме трнале формулата што допрела до различни профили на луѓе. Едни песни допреле до една публика, други до друга, едни до една генерација помлада, други до постара генерација. Да. И сосема спонтано, ете сме тука кај што сме, значи. Да, да, и со соработките уствари исто со уште поразлични профили, уште повеќе некако публика Да, па сигурно. мислам, замисли, ние и наум, онака Да, никад никој да. не би не споил, или не знам, ете, сме имале повеќе соработки, ете, со Тамара, со Магдалена Цветковска, со кој друг сега да не се наљутат некој. Имаме доста соработка, доста жанрови, доста стилови. Не се плашиме од тоа да експериментираме, нели, да пробаме нешто што е ново, како жан, како стил, така да. И фала Богу, добро испаднало до сега. Да, се осеќа многу емоција во тоа, во целата музика, и сигурно одвај чекам да ве слушнам сега во живо, стварно. Сигурно ќе биде супер. Баш ми е мило. Едва чекаме и ние да дојдеме. Андреј, уште едно прашање за крај. Не знам, Панче, дали има уште нешто што сакавме. Да. Ајде, кажи, прашај си тогаш, ја на крај ќе си прашам. А ти на крај ли? Окей. Дали во скопот на, сега ќе се надоврзам на ова со текстови, ова, дали сте имале понекогаш текстови кои што ќе речете, не, ова не одговара спрема стилот, не сме, да речем, да биете едноставно да речете, не, ова не е наш стил. Не се наоѓаме во тоа, да. Не се пронаѓате таму. Панче, знаеш како, во не само во стилот, имало често и нешто делот од музиката, нешто ако не ни се допаѓало, ако не сме, ние прво кога ќе влеземе у студио, значи не размислуваме за тоа дали песната ќе биде или нема да биде хит. Значи ние влагаме у студио и прво се дружиме ние тројца, ја, Лазар и Панчо, седнуваме, се опуштаме, правиме муавет, пробуваме една мелодиска линија, друга мелодиска линија, нормално, ако нешто не почувствуваме дека нас не ни се допаѓа, никако не го пуштаме во етер, во јавност, додека прво ние не сме задоволни од тоа. Значи, прво треба нас да ни се допаѓа она што го работиме, па после одиме на све или ништо. Значи, ако нас ни се допаѓа, пуштаме во етер и искрено до сега не сме утнале во интуицијата дека она што чим нас ни се допаѓа, значи сигурно ќе допре до народот, пошто го правиш тоа искрено, ако го правиш умислено, сепак се работи за уметност, не е ова нешто што нели не си на пазарна тезга па мериш, мислам не потценувам ни една сфера. Сакам да кажам, не мериме овдека што, како, колку, едноставно го правиме искрено. Се влагаме у студио, се држиме, пееме искрено, пишуваме текстови, правиме, компонираме искрено, искрениот пристапот со публиката. Не знаеме да глумиме, не знаеме што значи да треба да бидеш некаков во одреден момент. Едноставно сме тоа што сме. Јас сум Андреа, Панчо е Панчо, Лазар е Лазар. И тоа допира до публиката, го чувствуваат луѓето тоа. Така да исто и со текстовите, исто и со се, ако нешто ни мајнка, не чувствуваме дека е како што треба, не го снимаме, не го вадиме додека не сме сигурни дека прво нас ни се свиѓа. Одна, Панчо, ја ти кажам, решерширав нешто. Панчо е колекционер на патики. Да. Сигурно ќе донесе од Германија едно 5 пара таму.
Имал неколку 150 пара патик имал. Ша? Да, има доста. 150? Има доста. Има ли Андреј некакво, да речам, колекционерско нешто да собира или покрај музиката има некое друго хоби? Андријана Па, беше со незините да. ствари беше Да. врв. Мотори, вози, Врв. мотори, она е Врв беше зверка, Адријана. да. А дали Андреј има некакви такви луди хобија, некакви Па или не се колекционер на медали? да. Види, не се тоа луди, ете него у однос на тоа навистина сме зафатени, доста работиме и ако тоа му представува задоволство и мерак, зашто па да не? Ние не сме некои, не знам какви размазени деца, од нормални фамилии сме, од скромни фамилии, од нула сме почнале сите, немало нели никакви посебни, да кажам, као други фамилии што имале повеќе можности, ние сме од нула почнати. Ја моето задоволство го наоѓам во мирот во фамилијата, дома имам сопруга, имам ќеркичка, Наталија и Јана. Убаво ми е, сакам да сум дома, мирно ми е дома. И втората работа која што навистина многу уживам, тоа е викам на жена ми, викам не ме рчкај, знаеш дека ништо не правам, не идам по кафани, ни па сум некој трошаџи, ама ќе ме оставиш за звучници, јас сум болен аудиофил и од секојаш и така повеќе сум се доживувал, поише сакам да слушам музика, него што сум музичар, сакам добри звучници, сакам добра музика, сакам класика, сакам џез, сакам блуз, сакам рок. Со Наум знаеме често да седнеме ке мене, да отвориме нели некоја гајба Хефе Вајсбиер и да изљуштиме и да послушаме добар рок, да речеме. Со Наум Така да Петрос. тоа е моја со Наум, да, тоа е Преако мојата нешто. пасија, да. И он у принцип, он у душата е рокер. Ако пее народно, он многу сака рок, као млад слушал многу рок. И сме тука негде слични у стилот што го слушаме. Тоа ми е, сакаме да седнеме на добро озвучење, да направиме добар муавет, да послушаме добра музика, собрано убаво друштво, некоја мезе, така. Мислам, не сме раскошни, онака баш обични, нормални, ситни работи направат многу сеќни. Пошто времето така малце е хаотично и бегаме од тоа. Си го бараме мирот у такви собиранки. Да. Марина, постави прашањето да не го поставам ја твоето, па не се погодиме со исти прашања. Имам ја уште 3 прашања. Сигурно имам уште исто себе, само сакам слободно. Не брзаме. Сакам да те прашам колку години има ќерка ти, веќе сигурно подпорасната? Да. Да, ќерка ми, знаеш како, јас решив така да крстам најубаво, да идам најнормално, нај препознатливо македонско име. Татко ми се вика Јован, мајка ми се вика Анастасија и Јован и Анастасија, Ј и Ана, така да Јана си ја крстив. Иако ми има многу Јани, ова е моја и е посебна. Има 9 години. И баш мислам дека тоа гените и се баш дебарски од тој крај. Се гледа дека е натака, да. Си ја слушали Јана музиката на тато? Па, она е малце срамежлива, да кажам. Она и ми е мило што уште сега има као јас што сум слушал од татко ми, така она слуша од мене, она што ја го слушам, потфаќа. И си сака рокче, си сака уште сега на 9 години гледам. И што е добро, затоа што многу ми е мило што слуша убава музика, заради тоа што знаете како овде кај нас доле од вас, све и свашта се слуша овде, малце не бомбардира со, немам ништо против никого, меѓутоа нема некој голем квалитет у музикава што ни се пласира од соседниве земји. Има многу турбо фолк и многу кичерои никао музика што ја никогаш не сум ја слушал, не сум ја прифаќал и би сакал и моето дете исто да не ја слуша таа музика, зашто нема никаква тежина музичка. Да. Да. Да, има време. Што го постави Марина со Јана. Дали Јана го гледа таткото како, да речем, личност, медиумска личност, ки другарчињата, тато има концерт.
Не, она не ме шиша 2%. Не ме шиша 2%, а другарчињата нејзини да ме доживуваат посебно и убаво ми е кои ќе ни дојдат на гости и баш ми е мило. А она онака никако посебно не ме доживува и ми е мило ради тоа што треба да си е своја, ја не ќе да имам не би сакал да кажам ради мене да и попуштаат у школо или не знам што или едноставно треба сама да си го најде патот. Ова ми е мене да љубов, меѓутоа и работа и не би сакал да ако и се свиѓа мојата музика, баш ми е мило. Ако не и се допаѓа, ако се мисли дека нешто друго треба да слуша, исто мене така ме растал татко ми и јас сакам моето дете да не е со сила форсирано и притиснато да мора да прави нешто што не ќе. Така да нејзин избор. Супер. Само да не слуша турбо фолк, ако слуша турбо фолк, тука ќе имаме проблем, да. Тука е Имате проблем. стрес. Да, има време она, ќе слуша сигурно и вашата музика. Нема тоа кога ќе влезеш веќе во пубертет и во Македонија, некако, не знам, јас ја асоцирам вашата музика скоро со растење, со младост, со не знам, сигурно ќе дојде и до тоа. Добра, ми тие беа, Марина беа убави, многу убави времиња ние кога почнувавме беа, имаше многу македонска музика, имаше многу свирки, многу журки, многу се пропагираше и по медиумите, што се делумно и криви денеска, имаше многу форсирана македонска музика, денеска е се помалку и помалку застапена. За жал, за тоа останавме само на социјални медиуми и веќе нас не ни е ни битно дали не пушта некој или не битно, ние гледаме по колку не слушаат по социјалните медиуми, по YouTube, по Facebook, по Instagram, по така да тоа е тоа. Панче, мислам дека стигнавме до последното прашање. Сигурно ни е исто. Но Дипа, ако не е исто, ќе го поставам ја моето. Панчо, чекај се, јас да ти поставам тебе едно прашање. Кој ќе дојдеме сега у Германија у сабота, од тие, значи, овие што ги знам, Францисханер, значи, Пауланер, Ердингер, не знам, Шофенхофер, треба да најдеш најди некој интересно хефе, оние до неферментирани што се матни пива и да се видиме, да наздравиме со едно такво што не сум го пробал до сега. Ти за так, окей, значи, чим си Вајсбиер, да. Речеш на домаќините, ти му речеш на Блашко да ти даде Мюнчофа Вајсбиер, Мюнчофа Келабиер. Такво да кажеш. Добро. Ништо, ова ќе ми ги пишеш, пошто дека стигнам ти ги заборавам имињава. Ја на Блашко ќе му пишам. Пиши му него, да. Да, на Блашко. Да знаеш што да обезбеди за чим сте ме ракли за Вајсбиер и за такви работи, Мюнчофа, вакво е Келабиер за вас ќе биде топ. Да, јас сум Меракли Ептен. Сакам, ние сме, знаеш како, Панчо па посебно, тераме некој, он па посебно здрав живот. Никогаш не сме правили никакви глупости, ама ја имам доста пријатели доктори, викам све кажите ми, ама пивото не ми го зимајте од рука. И темно пиеш од тие пива или само светло? Да, пивце, немам никаков проблем со пивце, затоа што пивото оди многу со слушање на добра музика и со добар муавет. Без пиво ништо. Да, така. А вие сте земјата на пивото, така да тука мора да се проба некој пивце интересно. Обавезно. Андреј, дали би се селел во Германија или во друга држава? Да. Ова е стандардно прашање на Марина. Андријана не заборев да ја прашам, ќе ја прашам во сабота. Марина, Андријана знае, он од почетокот каже дека не. Добро. Знаеш како, има нешто, факт е, кога човек ќе дојде туристички, кој ќе прошета, скоро цела Европа сме, прошетале Америка, има нешто што го нема нигде у светот, што ги има кај нас у земја, има некоја топлина, има некој посебно чувство има у нашава земја, имаме некој посебен однос меѓу нас како луѓе. Мене ми е само малце криво што не сме малце подобри едни кон други овде. Што можеме стварно да бидеме, па да не бидам нескромен, вака Швајцарија може да ни носи вода ако малце се подобриме како народ. Ако научиме да живееме како што треба, да сме посплотени. Има некоја топлина,
што може би ја нема нигде, знаеш. Јас сум бил неколку месеци во Норвешка и во Данска, во Шведска, имам најдобар другар. Германија неколку пати, кај не по Европа, меѓутоа има овдека нешто што на вистина е посебно кај нас и знаеш како кога ќе отидеш негде, колку и време си таму, едва и чекаш да си дојдеш пак тука, пошто тука си, како да кажам, си као да си свој на своето дома. Тие собиранки, тие тој тип на музика што е у светов една од најкомплексните, ние имаме многу комплексна музика со комплексни ритмови, што у очите на американците нашево е овде джез за нив. Она зборам за квалитетната стара македонска народна песма. Земјава као од геолошки аспект, значи многу убава географија имаме многу убава земја. Да. Не знам дали би живеел, може би како помлад би направил некој потег, меѓутоа сега фамилиарно вака мислам дека не знам, искрено не знам. Имаме овдека, знаеш како, сме работеле од нула, сме почнале, сме створиле нешто. Целен свет, не нешто, него целен свет, така да сега за сега само ќе ви дојдеме да прошетаме до Германија и да испееме некоја песна, а понатака ќе видиме, да. Лена, ќе ги дуваш светичките. Иако желбите не се кажуваат, но сепак дали има Андреј некоја скриена и се уште неостварена желба? Да ти кажам, Панче, вака искрено, каков начин на живот сме терале нормален, да, меѓутоа не конкретен, знаеш, не сме имале план на ги каде тераме. У однос на тоа како сме почнале со музикава, настапи, концерти, свирки, патување едно друго. Фала му на Бога и тука што сме стигнале, да створиме фамилии, да сме живи и здрави, да имаме една убава слика у очите на луѓево, да имаме доста пријатели, да имаме познанство од луѓе од сите сфери, да створиме фамилија, да сме дома прво како што треба сите. Мислам дека сега од оваа перспектива не би менувал ништо и ништо друго не ми ни фали. Мислам дека за своји 40 во недела правам за 9 февруар 43 години. Мислам дека поише од ова ништо не би можел да посакам. Значи да имам ќерка која што имам сопруга, да имам кариера, да имаме песни што луѓе ги сакаат, да те почитуваат луѓе. И се тоа заработено со труд, дојден од дебар, од нула почнат, така да мислам дека не би можел да барам ништо поише од тоа што го имам сега. Среќен човек. Wunschlos glücklich. Што значи тоа? Значило среќен без дополнителни желби, да, така нешто. Лично ова може и да го истетовираме на германски. Да, поубаво изгледа од колку што звучи. Тоа е проблемот со германскиот јазик. Не говори така. Германскиот јазик е Моцарт направил пресврт со тоа што од виенскиот крал му наредил да му заповедал да напише арија на германски јазик, а обично италијанскиот и францускиот јазик се певливи јазици во кои што се пишувале класичниве опери. И Моцарт тука ги пробил сите бариери и седнал, напишал на германски јазик и утепал со тоа, докажал дека јазикот не е бариера. Да. Во музиката. Да. Музиката нема бариери. Тоа го докажувате со самиот чин на тоа што ќе ни бидете гости на 15. втори во Дизелдорф, во Хилден, поточно во Хилден. Да, Марина, Андреј. Фала ти многу, Андреј. Ништо, баш ми беше многу убаво природно интервју. Добро е што ме расонивте. Извини. Фала ти што и за флексибилноста, стварно. Ништо. Баш ми е мило, баш убав разговор си имавме, се надеваме дека ќе го продолжиме истиот муабет. После настапот позади сцена се наоѓаме, Панче спремај некое пиво и се дружиме. На Блачко ќе му кажам ја.
За мене. А Марина ќе му прави друштво. Да, јас сум таму со женско друштво, идеме јако, да. Супер, ве чекаме. Панче, немој да не си дошол, мора да дојдеш да се дружиме. Без разлика дали ќе пиеш или не пиво, мора да се подружиме. Панче има други ангажмани, ама ќе видиме. Ајде, таму сме 3 дена. Ја верувам дека ова нема да ви биде последно идење за Германија. Сигурно. Ја верувам дека нема да ни биде ова последен подкаст со ова, значи последна епизода, да речем никогаш повеќе. Ја? И затоа сум, ти кој што рече, волчлос глюклиш, се слушнавме, се онаживме, поминете си, па ќе се видиме. Не е битно, можам и у Македонија. Може, ти мај. може. Да, на Инстаграм имам 40 години. Имам 40 години матура у мај. Одлично. Значи, ако не се видиме таму, се гледаме сигурно тука. Иако сме таму 3 дена, па ако имаш време од тие 3 дена да се видиме. И да знаеш дека тогаш и може и пиво да донесам надоле некоја. Ја што го пијам. Тоа нема да ти е лоша идеја. А види, таму уз пивата дава, нели, пакет чаши, така да донеси од оригиналните пиво и оригинални чаши од нив да ставиме. Ти си запознаен. Јас сум на изворот на такви работи. На такви работи. Да, Панче води голем маркет на ланец на супермаркети и се може да ти најде. Па Панче, што не кажеш бе, Панче бе, ја и ти од сега натага најболи другари сме више, готово. На speed dial ке ти биде во Германија, ке бидеш. Готово. Андре, прекрасна вечер, прекрасно интервју, прекрасна епизода, верувам дека за многу луѓе ќе биде исто така инспиративна, а исто инспиративна, не е тоа само што е муабетов што е добра, инспиративна. Па речем, ја и Марина се трудиме малце да бидеме поинакви од, да речем, од стандардните, тоа теме кај си, шо си, со кого си, за кого си, против си, за вој сум, за тој сум. Да, и добро ви оди искрено и одлични ве се прашањата, затоа и искрено интервјуто. Мислам дека одлично. Ние сме за секого и за сите и ти благодариме, не? И затоа стварно ви пожелувам, јас, а и Марина верувам, Марина ќе окаже својот последен збор, на Марина секојаш има последниот збор да има. Ви пожелуваме првен убав лет, прекрасен лет, добра престој тука, прекрасен, аз бајдечам, концертот Македонско сонце, не се знаеме ние, знаеме дека знаат да прават, знаеме да организираат и затоа да си поминете убаво. Да. И се надевам на следното интервју, можеби ќе го начекаме во слободна, во празна минута и Панчо. Именјакот мој по презиме, по надимак. Така. Именјак по надимак. Супер си беше се, фала ти многу Андре. Се гледаме другата сабота, а на сите што слушаат ќе им ставиме линк до профилот на Македонско сонце и како да си набавите карти. Побрзајте, можеби мислам сигурно ќе има дека е стварно голема и преубава салата. Ама спремете се на време. Ве очекуваме сите, ви благодарам многу прво на интервјуто. Мило ми беше што вака бев дел од еден убав разговор, пријатен као да сум веќе таму. Се гледаме во сабота на добра журка, научите ги сите песни, треба што во поголеми во поголем број да ги пееме сите песни, како наши нови и така и постарите македонски песни. Се гледаме во сабота и да сме живи и здрави, ќе си поминеме одлично. Слушате ме во петочно во Германија. И тоа е тоа. Чао. Чао.